Добро утро. Денес е ден на демократијата. Денес македонските граѓани ќе можат да си го остварат своето право на глас во рамки на едни мирни, фери демократски избори, да си ги изберат своите градоначалници, кои што и советнички листи секако кои што во иднина ќе треба да ги менаџираат единиците на локалните самоуправи во рамки на своето место на живење. Можем да истакнам дека допред малку имаше само едно избирачко место каде што не беше започнато се уште гласањето. Тоа е едно малечко село на ниво на територија на општина Прилеп. Допред малку бев известен дека гласањето е започнато и на тоа избирачко место, така да еве во 9:25 часот можеме да констатираме дека гласањето е започнато на сите избирачки места на територија на Македонија. Така што очекувам дека во рамки на денешниот ден, барем сега за сега имаме една мирна, демократска и фер изборна атмосфера. Очекувам така и да продолжи и би сакал оваа прилика да ја искористам да ги повикам сите македонски граѓани да го остварат своето право на глас, да ги дефинираат чекорите во иднина како ќе треба да се развива Македонија и на локално ниво, се со цел да можеме да искреираме иднина каква што ја заслужуваат нашите деца. Министре, едно прашање, МВР какви мерки презема за непречен и безбеден тек на изборниот ден? Ви благодарам. Во текот на денешниот ден активирани се буквално, да речеме, над 90% од силите со кои што располага Министерството за внатрешни работи. Фокусирани сме на спроведување на еден мирен изборен процес. Ги превземаме превентивно сите оние действија кои што треба да се превземат во рамки на изборниот процес. На терен сме околу избирачките места, ги контролираме оние жешки точки, да кажеме, каде што ќе имаме поголемо присуство на народ, каде што ќе имаме поголемо движење на нашите граѓани. Сега за сега немаме никакви проблеми во текот на избирачкиот ден, во текот на вчерашниот ден. Имаме констатирано 4 настани, каде што има потенцијално нарушување на изборниот молк во конкретен случај поврзани со одредени незаконити наводни постапки од страна на наши граѓани, така да постапуваме во врска со тие кривично-правни настани, од кога ќе истражиме и ќе имаме конкретно утврдена фактичка состојба, јавноста ќе биде информирана. Можем да заклучам дека сега за сега имаме еден мирен, фер и демократски изборен процес. Како во текот на вчерашниот ден, така и во текот на денешниот ден, заклучно со 9:25. Во Крива Паланка се смириле страстите за да може да се повлече полицијата, пошто има многу големо полициско присуство. Македонската полиција е присутна сегде. Е присутна и во Скопје, и во Крива Паланка, и во Охрид, и во Дебар, и во Тетово, и во Кичево. На територија на цела Македонија кажав дека повеќе од 90% од силите на Министерството за внатрешни работи се прераспределени на терен. Нашата цел е, повторно ќе кажам, да обезбедиме мирни, фери демократски избори. До сега сметам дека нашата цел е постигната. Се надевам дека во текот на денешниот ден ќе ја имаме истата атмосфера. Ние сме тука, присутни сме и ќе изреагираме. Со борбени возила беше полицијата. Пак ќе повторам, Министерството за внатрешни работи повеќе од 90% од силите ги има на терен. Дел од тие сили се униформирани полициски службеници во рамки на редовна униформа, дел од тие сили се униформирани полициски службеници од единицата за брзо распоредување, дел од тие сили се униформирани полициски службеници од ПП единицата, така да преку 90% од силите на Министерството за внатрешни работи се на терен, превентивно делуваме, постапуваме таму каде што има потреба, така да сметам дека сега за сега имаме едни мирни, фери демократски избори. Тоа го прашав. Еве, например, овдека нема борни возила, а во Крива Паланка има борни возила. И на територија... Затоа прашав, дали таму има некој ризик поголем, или е отклонет ризикот, па се повлечени борбените возила? И на територија на СВР Скопје имаме активирано единици
имаме активирано полициски службеници од единицата за брзо распоредување, како што имаме активирано полициски службеници од единицата за брзо распоредување и на територија на останатите СВР, не би можел никако посебно да ја издвојам општината која што вие ја кажавте од било која останата општина. Пак ќе повторам, силите на Министерството за внатрешни работи се распоредени на територија на цела Македонија и делуваме превентивно во насока која што е потребна. Сега за сега немаше никакви поголеми нарушување на изборен процес, освен она гласачко место кое што не беше отворено допред, да кажам, 5-6 минути, и оние 4 настани од текот на вчерашниот ден во рамки на изборниот мол, каде што имаме наводни действија во насока на незаконско постапување од страна на одредени граѓани, кои што каде што полицијата има интервенирано, се постапува, се истражува, по утврдување на целосна фактичка состојба ќе биде известена јавноста во однос на како постапила полицијата.